Вчера во општина Кочани во посета беше кандидатот за пратеник и носител на изборната единица број 3 од СДСМ Љупчо Николовски, кој оствари средба со младите од Кочани, на која ги информираше за предизборните програми и вложување во развојот и унапредувањето на земјоделството за обезбедување подобра иднина за младите. Почитувани граѓани, главната причина зошто младите се решаваат да заменат е подобра иднина. Младите сакаат иднина дома и ние имаме обврска таа европска иднина да ја обезбедиме тука и дома, а не во европските држави. Не смееме и немаме право да ја загрозиме или уништиме иднината на младите и на идните генерации. Токму затоа сум еден од оние во политиката кој што гласно говори за остварување на стратешката цел на државата, а тоа е членство во Европската унија. Членството во Европската унија, конкретно во земјоделството, покажавме и докажавме дека значи многу пари, многу фондови и многу поддршка за младите луѓе токму тука и дома. Покрај другите достигнувања кои што ги имавме во делот на младинските политики, сакам да потенцирам токму за младинските политики во делот на земјоделството. Над 2689 млади само во овие 6 години искористија околу 30 милиони евра грант поддршка, и тоа за набавка на комбајни, трактори, сушари за ориз, опрема за тутун, силоси, мандри, добиток или пак прекумерката млад земјоделец. 30 милиони евра за над 2700 млади кои што добија поддршка да се занимаваат и да го опремат нивното земјоделско стопанство во земјоделството. Со европските средства пак, во што сме лидери во целиот регион, преку ИПАР 2 програмата, се гордееме со фактот што над половина од сите договори кои што се склучени во ИПАР 2 програмата се млади луѓе. Односно, од вкупно 2300 договори, над 1212 се склучени и подпишани и реализирани токму од млади земјоделци. Тој меѓу другото побара и поддршка за престојните парламентарни избори.